Dobro večer. Еве, после подолгата летна пауза, почитувани гледачи, од вечерва стартуваме со новиот циклус на дебатни емисии од за вас веќе добро познатиот проект Ни на небо, ни на земја. Во изминатите 2 години, како што се сеќавате, ние успевавме да провоцираме многу актуелни теми, да срушиме многу табуа и да понудиме конкретни и јасни решенија на многу социопсихопатолошки проблеми. Меѓутоа, во обработката на сите овие проблеми, ние заклучивме дека постои една тема на која треба да ја придадеме особено внимание и значање. Така, вечерва решивме токму на оваа тема да поразговараме со нашите вечерашни гости, а тоа е проблемот понашто се нарекува разговори и комуникација. Поточно, вечерва ќе разговараме на тема разговор меѓу вистината и моќта. Ќе се сложите дека и покрај тоа што човекот, како едно високо свесно битие, наместо да ја достигне кулминацијата, се почесто за жал се спушта на најниско ниво и многу често со својот сочовек не може ниту да комуницира, ниту да се разбере. А за вистината пак и да не стане спор. И кога сме веќе тука да ја споменеме античката легенда за Касандра. Сушност, што бил проблемот на Касандра? Во тоа што таа ја знаела вистината, но не умеела да ги убеди луѓето дека тоа што го зборува е вистина. Така, по угледот на оваа легенда, оној што мисли дека ја знае вистината, а никој не му верува, се нарекува Касандра синдром. И разгледувајќи го проблемот за комуникацијата, пак ќе речеме, се почесто, наместо да разговараме, ние викаме, се пцуеме, се вреѓаме, а неретко и најобичните недоразбирања ги претвараме во агресивни пресметки, вооружени конфликти, за жал пак на штета на самите нас. Ако на сите ова ги додадеме и многуте цивилизацијски теории за комуникација, ќе видиме дека колку повеќе теории за комуникациите, толку повеќе луѓето се оттуѓуваат и не можат да се разберат меѓу себе. Еве од ова што досега го наведов и од она што навистина фактички се случува токму по овој проблем и во нашата држава, за жал, вечерва решивме да подебатираме токму на оваа тема со моите вечерашни гости. А тука вечерва со нас ќе бидат. Од мојата десна страна, професор Весна Шопар, комуниколог од Институтот за социолошко, политички и правни истражувања. Магистер Славе Младеновски, социолог. Од мојата лева страна се магистер Весна Јаневска Ѓоргиевска, психолог, едукатор и интернационален тренер за критичко мислење, и Владо Караев, представник од невладината организација Рубикон. И секако вечерва тука се и студентите од Факултетот за политички науки и од Правниот факултет. Добро вечер на сите. Јас се надевам дека и покрај тоа што ќе обработиме една навистина суптилна тема, сепак ние ќе покажеме како треба да се комуницира и разговара. И еве за почеток, за да можеме понатаму да наведеме неколку фактори кои влијаат токму на поуспешувањето на комуникацијата, јас предлагам прелиминарно дебатата да ја отвориме со едно можеби суптилно прашање што се однесува на причината и на всушност етиологијата заради која се нарушила комуникацијската врска меѓу луѓето. Еве можеби тука најнапред да ги вклучиме нели социологот и психологот како представници на едно микро и макро план, односно да видиме дали нарушените вредности меѓу луѓето првенствено се причина на општествените норми или пак на микроплан, односно семејството. Кој е пред кого? Ајде, може би, Весна, еве, со оглед на тоа дека си дама, да почнеш ти. Благодарам. Јас би започнала со тоа што најпрво би кажала дека семејството е еден затворен систем, барем така глобално се смета, и многу е важно како се остварува таа комуникација во самото семејство. Најпрво, помеѓу партнерите, оние кои што се членови на семејството, а понатаму секако, доколку во семејството има деца, нормално е битно како се остварува комуникацијата помеѓу децата. Меѓутоа, ваквата комуникација не смее да биде еднонасочна, само помеѓу партнерите и само помеѓу децата, туку треба да оди во повеќе правци, во смисла на тоа дека ќе оди нагоре, надолу и ќе оди на некој начин тродимензионално, значи секој со секого добро би требало да комуницира. Во овој затворен систем сепак не е
се онака како што на прв поглед изгледа дека како таков тој може да обстојува, заради тоа што тој е семиперминабилен во некој случај, полупропуслив би рекле во некој случај, затоа што потпаѓа под влијание на некои други фактори од страна. Имено, да речеме, децата се членови или нели посетуваат училиште, одат ако се помали во предучилишна установа и тие ги трпат влијанието на нивните воспитувачи или на нивните наставници. Колку пак сега влијанието на наставниците и нивните воспитувачи нели во таквите установи ќе остави некаква трага е многу битно прашање заради тоа што и тие се па членови на некое друго семејство кое што можеби функционира или пак не функционира. Во таквите случаи, значи, имаме и други фактори кои што влијаат за да дојде до определени нарушувања и во самото семејство и на ова дете. Од друга страна, родителите во семејството или партнерите, нели, во едно семејство, тие исто така се членови на други некакви заедници, се вработени луѓе кои што работат во своите колективи, каде што можеби нема добра комуникација со нивните предпоставени и слично, што значи дека се дел од општеството. И тука сега настанува еден глобален проблем во кој што доаѓа до нарушување во суштина и на односите во едноматично семејство, што го сметавме нели како еден затворен систем, доаѓа до целосно нарушување на самиот овој систем, бидејќи велиме дека е пропуслив на некој начин на одредени влијанија. Можеме да видиме дека комуникацијата кај нас не се остварува и на други нивоа, тргнувајќи некаде и повисоко. Например, да речеме, бевме сведоци досега на една предизборна кампања на повеќе партии. Меѓутоа, сите можеме да констатираме дека кампањите не се сведуваа на тоа што нам ни се нуди, значи комуникацијата со народот не беше онаква, барем според моје мислење како што би требало да биде, туку комуникацијата се сведуваше на она што вие нели на почетокот го споменавте, за да кажеме кој колку полошо кога што направил. Во суштина таквата комуникација не е вистинска комуникација и ствара еден контраефект. Дури ствара одбивност кај народот. Бидејќи јас спомнав овде повеќе фактори кои што се значени, кај мене во суштина вечерва ќе остане прашањето и се надевам дека некако ние ќе најдеме решение или можеби некаков одговор, дали е постаро јајцето или кокошката, или пак нели обратно. Да, токму и затоа нели поидовно тргнавме Да. тоа, дали семејството или општеството. Славе, што ќе кажете ви? Добро вечер до соговорниците во оваа вечерашна емисија и секако до гледачите на македонската телевизија. Во почетокот на своето обраќање би искористил можноста да се заблагодарам за поканата во емисијата и секако за можноста уште еднаш да ги изнесам своите видувања за одредено прашање. Користејќи ја ваквата ситуација би се повикал на зборовите на водителката за вистината и моќта. Она што ќе се обидам во вечерашното обраќање да го кажам ќе биде базирано што е вистина и како ја користиме моќта. Моќта за комуникација и како ја употребуваме во поглед и со воспитувањето со децата, односно со комуникацијата. Бидејќи се обраќаме преку еден медиум, во случајов македонската телевизија, тоа значи дека нашите односи веќе одамна ги диктира или ги детерминира телевизијата. Нашите односи во семејството одамна се поставени и условени од тоа како децата или консументите или гледачите ја гледаат телевизијата. Тоа значи дека односите одамна меѓу мене или моите родители, како и меѓу моето семејство, односно моите деца, се сосема различни од она како јас сум ја гледал телевизијата на негова возраст, да речеме на децата од 10 години. Тука би ги додали и компјутерите и сите електронски практично средства за комуникација, без кои ние денеска не само што не можеме да комуницираме, туку нивото на интерперсонална комуникација на личности одамна е надминато. Имено што сакам да кажам, денеска 20 луѓе разговарат дали слушна на радио, што значи тој не му ја кажува информацијата изворно. Тој ја чул од радио, новинарот ја чул од некој друг, тој ја чул од некој трет. Прашањето е дали е тоа вистина. Денеска всушност вистината е тоа што го објавува телевизијата. Телевизијата може да објави лага, тоа ќе биде вистина за сите оние што ја чули.
додека стигне демантот, тоа е веќе вистина за половина од луѓето. Ова го говорам од причини заради тоа што децата, тие што се консументи на телевизијата, во односите со своите родители, всушност најревносно се гледачи на телевизијата. Кога станува збор за како комуницираме, децата може да погледнат како возрастните комуницираат во парламентот, може да погледнат како комуницираат возрастните во време на изборна кампања, може да погледнат како возрастните комуницираат во вакви емисии и тоа е нивниот пример. Не е потребно ќе им пишуваме, како денеска што прочита во училиштето каде што е син ми, доколку треба да се јави за збор крени два прста или не ги прекинува и луѓето додека зборуваат, бидејќи тоа не само син ми, туку многу деца не го прифаќаат. Тие гледаат како еден парламентарец денеска бара збор или се бори на говорница, па му исклучуваат микрофони и навистина е проблем на едно дете од 9 години, покрај тоа што рано учат англиски, да му објасните што значи парламентарец, парламентарно зборување или парламент. Ова го кажувам само како вовед, бидејќи таа комуникација всушност најревносно се учи не по книгите, туку според примерите. Ако тргнеме по тоа какви се изворите на комуникација во случајов електронските медиуми, тогаш можеме да не се изненадиме или чудиме што имаме ваква комуникација, како што кажа водителката, на масовни навреди, масовни псовки и едноставно непочитување на личностите во секојдневната комуникација. За почеток е толку, со можност да се осврнеме по тоа како комуницираат сега современите генерации деца, кога го имаат интернетот и другите средства. Така, еве, како што веќе и вие нагласивте дека можеби некој сепак успешно успева да комуницира, односно да убеди маса луѓе нели во онаа вистина што ќе слушне или пак ќе биде негова автентична вистина. Милеве, професор Шопар, вие како комуниколог, што мислите, што ќе ни кажете? Дали, понекогаш ќе слушнеме за некого, за тој или овој, дека е успешен оратор, односно дека успешно умее да разговара, да ги убеди луѓето да ја поведе масата. Значи ли тоа дека ова е нешто што се раѓа, односно нешто што се носи генетски или пак е некаква вештина која понатаму може да се научи, да се стекне и да се тренира? Кога зборуваме за комуникација, чудесна работа, јас би рекла, ни на небо, ни на земја. За некого е моќ, за некого вештина, за некого од Бога дадено. Најчесто и вообичаено, на наши простори особено, недоволно, и се обрнува внимание и се смета дека тоа сите го поседуваме, и тука нема што посебно да се обрнува внимание. Наспроти тоа, современите текови не упатуваат на сознанието дека сепак нешто од оваа работа, која сите во себе ја носиме, треба да се учи, бидејќи без неа, очигледно, некои работи не функционираат како треба. Во светот има бројни државници, политичари, луѓе, нели популарно речено бизнисмени, кои што многу добро ја сватиле моќта на комуникацијата и се впрегнале некои работи да ги научат. За жал, кај нас немаме однос кон ова прашање, а верувам дека дури луѓето и не знаат што е тоа. Кога ќе се рече комуникација, нужно е најнапред да има двајца луѓе, едниот, како велиме, комуникатор и другиот реципиент, едниот што ја пренесува пораката, другиот што ја прима и возвраќа назад, бидејќи без фидбек, без одговор нема комуникација, нити пак размислуваат колку облици, форми на, да кажеме, вербална и невербална комуникација постојат, се спомнуваат некаде околу 50 облици на невербална комуникација. Сите ние ги користиме сите наши сетила во комуникацијата. Сите тие кажуваат честопати многу повеќе од зборовите кои што излегуваат од нашата уста.
дури има и облици и форми на комуникација за кои што веројатно и огромна бројка на луѓе и не знаат дека постојат. Таа е тука, присутна, ја чувствуваат, меѓутоа никој не им ја спомнал, никој не им ја именувал. Како, например, проксемичката комуникација, односно комуникацијата во просторот. Таа многу јасно пренесува порака и кажува за нечија моќ, за нечiji углед, еве и ако сакате во крајна линија и ова што сега сме ние овде, зборува и за нас, зборува и за куќата, како, на каков начин ќе се одвива или не комуникацијата меѓу нас. Да не должам, заклучокот мој почетен би бил дека кај нас ова прашање, мислам дека не само што недоволно му е обрнато внимание, туку речиси е сосема занемарено. Има една сфера каде што почнува малку повеќе да се размислува, тоа е сферата на така наречениот менаџмент, бидејќи современите менаџери сакале или не по силата на дејноста која што ја убавуваат за да бидат успешни деловни луѓе, се повеќе почнуваат да обрнуваат внимание и на овој аспект во своето работење. Така, токму за ова ќе проговориме можеби малку подоцна, нели, на малку и повисоко ниво, меѓутоа, ево јас пак би да се навратиме на она што на некој начин значи, нели, примарно, односно поидовно учење на комуникација. И во самата најава, нели, напоменав дека многу често, за жал, ние луѓето им се враќаме на примитивните норми на разговарање и објаснување, така да многу често и од еден најбезазлен разговор се преоѓа во агресивен дуел, па можеби, како што е случајот и со младите, многу често завршуваат и со тепачки, агресивни пресметки, а да не говориме и меѓуетнички конфликти, вооружени конфликти. Меѓутоа, тука да го вклучиме и Владо со неговото искуство. Вие ни доаѓате од една невладина организација во која работевте на ненасилно разрешување на конфликтите. Па би сакала, еве, тука и како пример да го споменам, можеби оно што неодамна се случи во Делчево, односно кога двајца млади луѓе заради некаков после изгледа недоразбирање од обичен разговор дојде и до тепачка за да заврши на крај, нели, фатално со губиток на еден од животите на младите луѓе. Што било тоа што толку не можело по мирен и разбран начин да се разреши? Владо, какво е вашето искуство? Како вие работевте на овој проект за ненасилно разрешување на конфликтите? Што покажа вашето искуство? Вака, прво да кажам дека мисијата на нашата организација е социализација на деца од интернати и домови со средината и ненасилно разрешување на конфликти. Офаќаме целата група ние на деца од рурални средини, деца од интернати и домови, од било кои причини сместени во тие институции, дали се од социјално загрозени семејства, дали се без родители и така натаму. Исто така во нашата мисија офаќаме деца со пречки во развој, но тие тука со сосема друга програма, значи немаат проблем насилство, разрешување на проблеми така натаму. Свесни сме за присуството на насилството, сите сме директни или индиректни сведоци на било каков вид на насилство. И токму тоа го третираме, не конкретен вид на насилство, туку општо земјано. Дури сметам дека нашата целна група не е единствена која што би требало да има проекти и вакви активности, туку сите ние и сите деца во сите возрасти би требало да имаат да се обрнат внимание на овие комуникацијски техники и вештини и начини на разрешување на конфликти, како не би доаѓало до вакви несакани последици. Во последно време гледам многу често се случуваат. Работевме и се уште работиме на проекти во интернати со деца со социјално загрозени семејства во рурални средини. Тие се долгорочни проекти. Веќе 3 години работиме конкретно на првиот проект во село Љубанци, а понатака се нижат и други проекти и институции. Уметноста ја користиме како главно орудие, би рекол, за постигнување на нашите цели. Ги користиме театарските техники за стекнување, учење на комуникацијски вештини, така.
Инаку главни активности, би рекол, меѓу другите се нашите уметнички работилници и работилници за самоспознавање. Секогаш на почетокот со било која група кога се сретнуваме, во првиот период ги организираме тие работилници за самоспознавање, значи кршење на мразот, развивање на елементарна комуникација, воспоставување на правила на однесување во група, што е многу важно во самото донесување на тие правила. Активно учествуваат и децата, што допринесува за нивната зголемување на чувството на одговорност во таа ситуација. По некое време, во зависност од потребите на целата група, се воведуваат и оние уметнички работилници, каде што главен акцент има драмата, покрај ликовната уметност, музиката и танцот. Драмата нуди наистина многу можности, како што реков, за развивање на овие комуникацијски вештини. Нуди можност да секој учесник влезе во кожата на другиот, што е многу потребно. Значи, да искуси други искуства, да доживее, потоа да го сподели тоа со групата, да се понуди избор и на крај да ја земе одговорноста нормално и да пак ќе речем да се подигне чувството на одговорност и како према себе, така и према групата. Невербалната комуникација исто така е нешто на што многу обрнуваме внимание. Посебно тоа ми го нудат театарските техники и изведувачките уметности. Јас тука би застанал, тоа е само дел од нашето делување на таа тема разрешување на конфликти, инаку би рекол дека проблемите со кои што се соочуваат овие деца од вакви институции, интернати и домови се покрај насилното однесување кое што е честа појава, например поголемиот го казнува помалиот и така натаму. Тука се сретнуваме и со поделба на деца домци или деца интернатски деца со деца, ако е тоа во некое село, со деца селани и така натаму, што представува основна пречка за понатамошна комуникација. Така, може би ова искуство што сега по-конкретно ни го кажавте, понатаму би го повеќе разгледала, да речеме во доменот кој ќе дојдеме до на понудување на превенција, односно едукација како да се надминат, нели, сите овие пречки во комуникацијата. Ајде, јас предлагам тука сега малку повеќе да се задржиме, можеби и, како што рековме, етиологијата, односно причините што кај нас довеле до таа нарушена комуникација, нели, малку по-суштински народно, кај нас токму во нашиот менталитет, можеби би можеле тука да подискутираме повеќе за мотивот моќ, она што рековме авторитет. Не често знаеме да кажеме дека, нели, дајте му на некој моќ, пари, ќе видиме каков понатаму знае да биде, односно како ќе комуницира со оние до кои вчера му биле најблиски. Јас исто тука би сакала да подсетам дека до нашата трибина може да се вклучуваат и гледачите со своји прашања на нашиот дежурен телефон 111 249 и секако не е лошо тука веќе и да се вклучат и нашите гости, студентите, нели, можеби со сопствени ставови, видувања или искуства по оваа прашање. Повелете. Ајде, може. Вака, јас генерално сметам дека македонското општество има проблем со комуникацијата, од оно што се нарекува примарна група како што е семејството, па се до оному каде што се собираат и абсорбираат сите интереси како еден агрегат, тоа е политиката. Сега на овој развоен пат како главен проблем според мене се наметнува тоа што и во двете сфери, не само во двете сфери, во сите меѓусфери, меѓу тие две крајности, доаѓа до репозиционирање на позиции и интереси. Посебно мислам во политиката е тоа воочливо во Македонија. Сега кога имаме на таква ситуација на репозиционирање на интереси и на заземање на одредени нови позиции, тогаш нормално е да дојде и до проблеми со комуникацијата. Меѓутоа не сум сигурен дали е нормално до оваа мера до која мислам кај нас се случува. Сега, пошто секоја комуникација подразбира три дела, нели, испраќачна порака, канал и оној кој пораката ја прима, јас не можам да кажам каде е
точно каде би се позиционирал проблемот, иако мислам дека глобално е во оние кои испраќаат пораката. Тоа да го подкрепам малку со пример. И политичките кампањи би се сложил со господја Јаневски дека има една тотално промашена таргет група, барем дел од нив, затоа што не удира на она што треба да ударта, тоа е телото кое не е, мислам, телото кое е флотантно во политичката сфера, значи оние гласачи кои не се определени, туку напротив се обраќа на оние гласачи кои се апсолутно веќе добиени. Значи тука имате, а веќе во семејството тука не сум запознаен колку можам да зборувам, меѓутоа интересира глобално дали сум во право кога ќе речам дека може би слабиот фидбек од оние кои ги примаат информациите подеднакво виновен како, не знам, како еден узрок за проблемите во комуникацијата, исто колку и оној кој испреќа, поради тоа што каналите, како што каже господинот Младеновски, помалку или повеќе се тие, тоа се телевизијата, радиото, добро интерперсоналната комуникација помалку повеќе. Така да би сакал да чуам одговор на тоа. Каде е проблем? Со оглед дека не беше посочено од кого се бара одговорот. Да, во секој случај и на план општество и на план семејство. Да, како што беше во кампањите кога беше одговорено на кого се става репликата, ќе си го земам правото, така да кажам, кое што не ми е узурпирано секако, да го искоментирам ова што младиот колега го кажа. Говорот на одредена личност може да биде слушан одредено време. Во зависност од групата што го слуша, директно, значи не оди преку некој од електронските медиуми, тоа може да биде на ваков начин директно обраќање, може да биде на митинг или на некоја помала средба од митинг. Меѓутоа, ако говорот поминува 1 час и 23 или 27 минути, па некој тоа мисли дека е тоа голема умешност, па уште и го каже заради тоа што имал што да каже, а при тоа 3-4 работи ги повторил, веројатно слушателите за да го утврдат материјалот, и веројатно и самиот несвесен дека нема никаква повратна информација од тие што го слушаат, дури би биле среќни кога би го напуштиле местото кога би можеле, односно нема никаква реакција од тоа како неговите информации влијаат врз нивниот мозок, односно како тој мозок ги преработува во реакции. Па што се случува? За 10 или 15 минути по истекот на тоа време или за време на тоа говорење, некои што се помалку упорни го напуштаат тој митинг и едноставно таквата личност не ја слушаат. Прашањето е што е со оние што остануваат. Очигледно и самиот говорник не сака да комуницира со таквите луѓе, туку се обидел да ја убие желбата за комуникација. Во историјата таквите личности се нарекуваат демагози, со повторување на многу убројни информации по неколку пати, за да веројатно тие што слушаат свата дека тоа е вистина. Има во историјата се вели лагата ако се повтори повеќе пати станува вистина, тоа е теоријата на Гебелс, но и тие луѓе имаат своја публика. Ние не можеме да им се лутиме заради тоа што тие мислат дека така ќе комуницираат. Велам да се надеваме или да очекуваме ова современо општество и ова комуникација што имаме преку електронските медиуми ќе им ја одземе, условно речено, моќта на ваквите личности, наречете ги политичари, филозофи, реформатори, како сакате во историјата, за да можат да го држат граѓанството во таква една состојба во која што практично не постои комуникација. Кога велам да очекуваме или да се надеваме, мислам токму на генерацијата млади луѓе што растат и кои на вистина технологијата што ја имаат пред себе ќе ја користат и хумано и соодветно на човековиот развој, затоа што па преголемото користење на технологијата може да донесе други дехуманизирачки односи. Овде би искористил можноста да кажам уште на еден друг елемент кој што исто така е лоша комуникација, а тоа се така наречените средношколски предавања, а особено предавањата на факултетите. Да речеме, лично сум имал таа можност и да држам предавање и пред возрастни, и пред средношколци, и секогаш да речеме после 10 минути е убаво чувството да ви поставуваат прашање да се воспостави таа директна комуникација. Но проблемот на катедрата упатува за несоодветноста на предавачите, бидејќи не сакат да слушнат друго мислење и друг став. И тука имате повторно еден вид класична некомуникација меѓу соговорникот, односно оној што ја слуша информацијата, а предавачот намерно го прави така часот заради тоа што едноставно не може да ја размени информацијата
која што ја научил пред 20 години и денеска е воопшто сосема вообичаено да слушнете за наставничките или за учителките дека биле лоши студентки во училиштата, дека по неколку пати полагале некои испити, а сега се воспитувачи. Пазете, деца до основно образование, еве и овде младата господа, сигурно ги знаат тие информации. Сигурно ги знаат каде завршиле нивните наставници и какви ученици биле. Ова го говорам од причина за тоа што имате ситуација во која што барате воведување на веронаука во средните училишта, односно основните училишта, при тоа имате тепање врз децата, овде беше искоментирано пред почетокот на емисијата дека учениците се објект во насилството, тоа би значило пораката дека ќотекот излегол од рајот. Мислам, еве за почеток толку. Повелине. Јас би сакала да поставам едно прашање до професор Шопар. Ме интересира кои аспекти треба да бидат задоволени за да една комуникација протече успешно и да се оствари комуникацијата. Нема готови рецепти. Такво нешто нема да најдете. Што е тоа што треба да биде како услов? Според мене, тоа е веќе мој личен став, мислам дека основното, генералното е да постои емпатија. Или да се обидам да го преведам тоа, однос кон другиот. Доколку постои основниот однос кон другиот, тогаш лесно се воспоставува комуникацијата. Тоа е, да речам, генерално нова што го прашувате. Јас ќе се вратам на претходното прашање на вашиот колега. Зошто го нема фидбекот? Чим го нема фидбекот, тогаш нема разговор. Нема диалог. Има говор само. Вратете се и сетете се, тоа можеме да се подсетиме сите, на кој ниво и како се одвивале нашите разговори или говори дома во семејството. Колку пати ни било речено за нешто што прашуваме, зошто тоа така се бара од нас, одговорот бил така и завршувала дискусијата. Сетете се на училиште, тоа јас од собствените примери можам да влечам, кога како љубопитни ученици сте прашувале нешто од наставникот и сте добиле одговор назад, седи на место, премногу прашуваш. Нема разговор тука. Јас и би се надоврзала на ова што колегата Славе го рече, имав исто така прилика со студенти да се обидувам и мака да мачам, да воспоставам комуникација. И се обидував на сите можни начини, ги провоцирав со најпровокативните прашања да извлечам нешто, за на крајот, после не знам колку време, да еден од нив, да речам да се осмели и да рече, вие сте многу чудна. Прашувам зошто? Па вели заради тоа што досега постојано ни велеа, вие има да слушате и да молчите. Ние сме тука да ви кажеме што треба да знаете. И сега вели, одеднашка вам ви текнува нас да не прашувате за нашето мислење, да одговориме назад на она што вие како порака или како информација ни го пренесувате. Од тука просто се наметнува заклучокот дека не само што не знаеме, дури човек ќе помисли дека и не сакаме да комуницираме, иако па наспроти тоа важи правилото и многу анкети кај нас докажале дека неформалната комуникација на овие простори уште многу долго ќе живее и не може да умре како форма, бидејќи ние сме, да речам, таков менталитет и такви луѓе. Од тука одговорот на она што велите фидбек нема. Како може да има фидбек ако во пренесувањето на пораката зборовите, содржината, значењето на зборовите е такво да едноставно не дозволува повратна информација назад. Не може да го има фидбекот. Тоа е мојот став околу тоа прашање. Повели Весна. Јас би сакала нешто, да ме поттикна професор Шопар.
со оној пример, нели, што беше наведен за тоа како реагираат студентите кога ќе им се постави некој прашање. Со оглед дека јас го имам истото искуство, меѓутоа, така, ова е една тема која што ме интересираше зошто е тоа баш така, бидејќи знаеме дека во комуникацијата токму поставувањето на прашањата е многу значајно нешто, за да комуникацијата може да продолжи понатаму. Заради тоа што ако немаме прашање или ако немаме добро дефинирано прашање, значи прашање кое што ќе даде можност само за некаков лаконски одговор, во тој случај тука комуникацијата престанува. Имено кај нас ми се чини дека тука проблемот можеме да го најдеме и во воспитувањето, во самото семејство, меѓутоа нели во влијанието на оние други фактори. Кај нас се смета традиционално дека едно дете е невоспитано доколку постојано поставува некакви прашања. На тој начин ние убиваме љубопитноста кај децата, го убиваме истражувачкиот дух. И потоа доаѓа во ситуација кога некој ќе постави прашање, значи во една ваква институција како што е факултет, во тој случај не можеме ние како наставници да добиеме никакво прашање од студентите, бидејќи тие се воспитани дека ако нешто прашаат, во тој случај ќе бидат некултурни или дека можеби ќе го навредат професорот или на некој начин ќе го навлечат неговиот бес. Значи проблемот е многу широк и треба да потекне и од семејството, но да се провлекува и понатаму. Исто така, сакам да напоменам еден друг аспект на комуникацијата, тоа е еден лингвистички аспект, кога при комуникацијата мора да се внимава што се кажува, на каков начин се кажува, кои зборови се користат и дали при тоа те имаат некое двојно значење, дали можеби се сваќа денотативното или конотативното значење на зборот, значи она пошироко значење на зборот и многу е битно на кого ние му ја испраќаме пораката. Мораме да знаеме како тој некој ќе ја прими пораката. Ако не знаеме, во тој случај ќе дојдеме до нешто погрешно. Тука постои една посебна постапка што се нарекува дискурс анализа. Тоа е една методолошка постапка која што дава квалитативна обработка на податоците, не дава значи квантитативна. Меѓутоа таа возможува во сите сфери да направиме согледување каде се нашите грешки. Бидејќи ние знаеме дека комуникацијата е нели една вештина која што функционира или која што треба да се научи на некој начин по пат на размислување и по пат на вежбање. Тоа се основните начини. Сега, како да сватиме оваа постапка? Значи мора да се прави една анализа на она што се кажува. Дали зборовите се јасно кажани, дали стигнуваат на вистински начин до оној другиот, меѓутоа често пати доаѓаме во одредени ситуации во кои што определени пораки внесуваат забуна. И јас сакам да кажам еден интересен пример, кој што неодамна го прочитав токму за да се упати на оваа дискурс анализа што проучува. Овој пример беше во еден напис кој што го прочитав, тоа е од Дебора Тенан од Джорджтаун универзитетот и тамо вели вака. Влегувате да речеме на базен, одите на базен и читате една табла. На таблата пишува користете го тоалетот, не го користете базен. И се би било нели во ред доколку пораката стои една посебна како таква реченица. Меѓутоа ако под неа забележите дека пишува базенот е само за членови на клубот. Дали тогаш двете реченици врзани една со друга нема да ни дадат криво значење? Дали ние ќе треба да сватиме поинаку дека тоалетот може да се користи за оние кои што треба да го користат оние кои што не се членови на клубот, а останатите можат да го користат и базенот. Значи дури и две реченици кои што се една до друга понекогаш можат да направат забуна во комуникацијата. Затоа значи постојано мораме да внимаваме. Ваквите нешта треба да стојат одвоено. Но нам често ни се случува во комуникацијата да работите ги поставуваме на криви места, да ги ставаме едно до друго и тука веќе имаме забуна во комуникацијата. Она што повратно го мислиме веќе е нешто сосема друго и кој како го сватил. Така, дали сака уште некој да се јави да го повели? Апсолутно зборувајќи во контекстот на непостоењето на канали на комуникација кај нас во општеството, од
за стодарците или оние кои што се во МУК и начинот на кој што се восприемаат пораките, би сакал да истакнам дека на организација кој што се обидува да обедини креативната енергија на студентите од политички науки, имено Институтот за демократија, солидарност и цивилно општество, имаше баш еден проект на оваа тема. Проектот се викаше "Сакам да кажам" и целта беше во предизборниот период во кој што граѓаните беа бомбардирани од пораки кои што беше насочна чиста комуникација, да се даде една можност да на некој начин да комуникацијата да се подобри и да се испрати порака до оние кои што најчесто не ги интересирани фидбекот. Тоа можам да кажам дека беше исклучително успешен проектот, иако траеше 3 дена, беа поставени панова на 3 различни локации на Скопје и за 3 дена успеавме да собериме преку 800 пораки индивидуални, кои што беа на најразлични теми и кои што сега моментално се во процесот на обработка. И моето прашање било неголемиот дел од тие пораки се ако не агресивни, тогаш полни со фрустрација и со гнев заради општо ситуацијата која што е околу нас и односот кој што се има, посебно во невоспоставањето на време тие канали на комуникација и небарањето на фидбек. Па би сакал коментар да чуем од професорката и од господинот Младенов, исто така и Младеновски, извинете, исто така би имал прашање до господата Весна како психолог, бидејќи овие пораки кога ќе ги обработиме, ќе ги спратиме до политичарите и до сите заинтересирани, но бидејќи намерно се насочени кон политичарите, како тие би требало да ги примат, нешто да извлечат од нив, да научат и како да одговорат на истите. Еве тука може би било згодно да го прочитаме и прашањето што стигна еве од гледачите. Може би било исто така велам згодно да се одговори во контекст и на ова што го кажавте за таа нарушена исто така комуникација помеѓу професор и студент. Вели како да се превенира во училиштето, особено на факултетите каде е можна нарушена комуникацијата меѓу професор-студент. Мој впечаток дека кај академските професори особено нагласен синдромот авторитет, моќ или суета. Можам ја сега, ако бидејќи едукацијата ми е вака едно пошироко поле. Да, прво да одговориме нели на прашањето што го поставија ви студентот. За тоа, добро. Рековте како треба да ги сватат. Би требало да се направи една анализа и тие навистина треба сериозно да ги сватат тие нешта. Меѓутоа јас не можам сега да ви дадам нели конкретен одговор како тие ќе ги сватат. Во суштина таквите пораки би требало да ги обработи некој. Еден стручен тим кој што ќе направи дури и таква лингвистичка анализа за која што таква дискурс анализа за која што јас зборував. Да се види која е скриената порака. Затоа што секогаш во комуникацијата постојат и скриени пораки. Е многу важно тие политичари на кои што тоа им е упатено, каде што вие сакате да ги дадете тие пораки да ги видат, да се направи значи една таква анализа и да се види кои се скриените пораки кои што постојат во тоа. А како тие тоа ќе го направат, нели сепак тоа останува на нив да го направат. Да се навратиме сега сакам нешто за нели проблемите на универзитетот и во училиштето. Кај нас ми се чини дека постои еден глобален проблем во образованието, тоа е токму начинот на кој што се едуцираат учениците и студентите. Би требало да се направи некаква модернизација во самиот процес на едукација, со оглед на тоа што јас навистина многу работам во таа област на едуцирање на наставници посебно, и тоа во сите степени на образование. Можам да ви кажам дека таквите начини кои што се нудат, значи новите алатки за да се совладуваат содржини, тоа се определени техники за учење, овозможуваат напредок во повеќе сфери. Токму тука се нарушува ова авторитарна улога на самиот наставник или на професорот на универзитетот, бидејќи наставникот добива улога на некаков модератор кој што само го води часот, кој што треба да даде некакви јасни инструкции. Меѓутоа, во процесот треба активно да учествуваат сите ученици, сите учесници, фактички и студентите или учениците и наставникот или професорот од другата страна. И овде веќе во суштина немаме две страни, туку тие мораат да бидат сите во еден заеднички процес. Тука придобивки имаат и наставниците, меѓутоа имаат и самите ученици.
Сега, на кој проблем најдуваат наставниците? Наставниците мораат многу добро да го подготват часот, да знаат какви инструкции даваат, затоа што секоја погрешна инструкција може да одведе во крив правец. Учениците од друга страна веќе доаѓаат во ситуација кога можат слободно да зборуваат, можат да прашуваат, кога во училницата нема точни и неточни одговори. Сите одговори тие ги добиваат помеѓу себе. Значи, според мене, би требало да се направи тотална модернизација на процесот на образование, да се направи обука на сите наставници во сите степени на образование. Само тогаш ние ќе можеме да го нарушиме и овој однос кој што сега постои кај нас. Знам дека тоа е еден процес кој што би требало да трае со години, но сигурно дека е подобро да тој процес еднаш започне, па да оди понатаму и некако да се развива, отколку постојано да тапкаме нели во едно место. Весна, со оглед на тоа дека веќе и конкретно посочивте, и ти си едукатор и интернационален тренер токму по оваа прашање, какво е прифаќањето од страната на оние што се всушност и едукатори од овие промени? Нели, постои ли отпор или прифаќање? Затоа што еве овде имаме исто така едно прашање од еден гледач кој вели зошто многу често, не, се извинувам, кога сте кај прашањето на едукацијата за правилно насочена комуникација, разговор, што вели искуството, кај кого ви оди полесно или потешко едуцирањето, кај децата или наставниците, тоест оние што треба да го пренесат знаењето? Ева, може би тука може да го споделите искуството со Влад. Инаку, моето искуство покажува, бидејќи јас работам нели со различни луѓе, сите тие се наставници во различни степени на образование. Моето искуство покажува дека, да речеме, повеќето од нив многу добро прифаќаат вакви нешта. Нормално дека во секоја група мора да има некој кој што во старт вели дека такво нешто не може да помине и дека такво нешто не би прифатил. Меѓутоа, мислам дека повеќето од нив се задоволни. Ние постојано бараме определен фидбек од нив, откако, да речеме, ќе поминат еден степен на едукација, потоа бараме фидбек како нивните ученици тоа го доживеале. Можам да ви кажам дека сите искуства покажуваат дека навистина многу добро функционира и дека децата ги совладуваат содржините во текот на часот, но нив им е интересно на часот. Дури самите бараат таква едукација. Значи, фидбекот што го имаме, бидејќи сето ова функционира со години наназад, покажува дека навистина би било многу добро да вакво нешто се спроведе понатаму, бидејќи сите искуства се позитивни. Може би вака јас како психолог нешто што би го забележала, дека оние наставници кои што се повозрасни потешко некако прифаќаат вакви нешта. Причината е токму поради тоа што она што го реков претходно, дека самиот час бара голема подготовка. Веројатно нив им е подобро да застанат пред учениците, да го изрецитираат, условно кажано, нели, она што го знаат и го кажуваат со години наназад, не менувајќи ништо, иако нели се оди напред, науката оди напред и се движи. Нив им е така полесно и заради тоа не сакаат да прифатат вакво нешто. Макар да не сме имали и такви случаи кога некои поединци потоа не сакале да одат и во пензија, токму заради тоа што научиле нешто ново. Значи имаме и такви искуства. Еве, Славе, се извинувам да им дадеме предност на младите, сака да се вклучат? Воопшто кога се зборува за процесот на комуникација, посебно на оваа дебата, забораваме да спомнеме дека авторитетот и моќта се нешто што е составно на човекот и дека секој авторитет тежне е да си зголеми својата моќ, односно да стане поголем авторитет. Така да во комуникацијата секогаш ќе постои во меѓучовечката интеракција, секогаш ќе постои тој проблем на авторитетот и на заташкување на критичкото размислување кое што директно му противречи на авторитетот како појава. Меѓутоа, мислам дека малце се оттргнуваме од проблемот на Македонија, тоа што ја тангира Македонија по оваа тема, тоа е фактот дека денеска Македонија е наследник на едно време кое што било повеќе авторитарно
малце повеќе авторитарно, не многу, од она општество и режим кон кој што се стремиме сега, така да се уште постојат тие остатоци во инфраструктурата, како што и веќе се спомена професори, воопшто менталитетот, начинот на размислување, свеста на граѓаните кои што не дозволуваат истакнување на туѓо мислење. А истовремено е тоа надополнето со процесот на транзиција, кој што е воопшто процес, бидејќи системот некаков основен базичен систем на вредности не постои, така да сега има една војна, како што би рекол Хобс, војна на секој против секого, така да право на свое мислење има само оној кој што има повеќе его, повеќе моќ или повеќе капитал, ако сакате да бидеме искрени. Така да мислам дека воопшто во Македонија тоа е проблемот и истовремено и една ненаучена лекција за парламентаризам и за вреднување на туѓото мислење. И тоа мислам дека е клучната причина зашто постои една нетрпеливост во комуникацијата. А што се однесува на авторитарноста и некакво поттискување на туѓото мислење, тоа постои во најразлични од сите земји доаѓа, посебно е да го дадам пример Америка, каде што доаѓа, мислам, буквално една целосна пропаганда на убивање на критичко размислување, а представува некаква парадигма за слободниот свет. И уште повеќе би сакал да кажам во однос на телевизијата како медиум на моќта. Мислам дека сите ние овдека, доколку би сакале да ја подобриме квалитативно комуникацијата, да го размената на идеи, на информации да се подобри, мислам дека би требало да се вклучиме во една акција на објаснување дека постојат многу други поевтини медиуми, бидејќи скапите медиуми како што е телевизијата секогаш ќе бидат контролирани од центри на моќ. Треба да се развие и на инфраструктура на интелектуалци, на луѓе кои што се загрижени, кои што би сакале баш оние ефтини форми на пренесување на информација кои што се прилично ефикасни, да се форсираат се со цел да се тргнат работите, да се подмачкаат малку, да почне да се движи тоа кон едно така по-парламентарно, по-слободна клима за искажување на сопственото мислење. Секако, убаво кажано. И само уште нешто би сакал да додам во однос на организацијата Рубикон и нивната акција. Случајно бев гледач на една од представа што ја дадоа и можам да кажам дека гледајќи го жарот и ентузијазмот со кој што беше направена представата, конкретно Шекспировата Ромео и Јулија, која што се даваше на еден аматерски фестивал, беше буквално најдобрата представа на фестивалот со еден краен аматеризам во позитивна смисла, кажам, и мислам дека е многу успешна таа програма. Фала. Така, еве, нашиот студент испровоцира на вистина нешто што е многу суштинско, нешто што може би клучниот проблем во токму таа нарушена комуникација, како што посочи од авторитетот, лидери, шефови, маж во семејство, поголем брат или сестра во семејство, па се до оно што е моќ на медиум. Славе, може би ти си најкомпетентен. И како социолог, но и слушајќи го младиот господин, ми текна два примери на одредена комуникација. И молчењето е комуникација. 5 секунди на сите ви беше чудно. Се прашавте што се случува. Кога го кажувам ова, ми текна на мисла дека во нашиот народ има поговорки како што се молчењето е злато и зидовите имаат уши. Два пати мери, еднаш сечи. Така, а до пред неколку години видовме дека нашите разговори како граѓани на Република Македонија сме станали интересни и да ни ги прислушкуваат. Значи, двата примера на комуникација ги гледаме на кое ниво се случуваат. Практично, кога го слушав младиот господин за останати или заостанати или рецидиви од некое претходно време, не знам на вистина колку и какво било тоа време до тој степен на овие години,
но барем едно знам дека тогаш барем ако имало прислушување не се открило. Дали се разбираме сега? Или тие што прислушувале во тоа време биле толку вешти, па не ни кажале, или овие што не прислушуваат се толку големи аматери да практично тоа го направиле на крајен дилетантизам. Дотолку поеќе што барем македонската јавност, тоа не беше забава, тоа беше сериозна работа, го гледаше преку законодавниот дом. Тоа значи не беше слушнав од овој, слушнав од комшиката и слична комуникација. Ова го говорам од причини за тоа што тоа ја нарушува нашата представа за комуникацијата. Знаете, денес како ќе разговарам на обичен телефон, ја не сум параноичен човек. Ама не зборувам се. Дали се разбирам? Таа комуникација кога во едно демократско општество ќе ја нарушите, не очекувајте од луѓето да бидат здрави и да воспитаат здраво семејство, односно во семејството да имаат здраво поколение. Веројатно сите ја знаеме, повеќето веројатно сме ја читале книгата за Џорџ Орвел, 1984 година, каде што децата практично ги прислушкуваат сопствените родители кога зборуваат за нешто против големиот брат, а бидејќи целокупното општество е така поставено до највисок степен на тоталитаризам, ги кажуваат сопствените родители дека се зборуваат против државата, против општеството или слично. И тогаш тие луѓе се, односно деца, се во функција на тој авторитет. Велам, за среќа ние не доживеавме или барем немаме се уште такво авторитарно општество, но загрижувачки би било во Европа да има такво. Тоа не значи дека во светот го нема. Кога ова го говорам, тргнете по предпоставката дека кој ќе слушнете изјава, апропо текстот, односно мислите на младиот господин, за пораките. Како ја доживува еден млад новинар, кој што влегол во опозиционен весник, кога власта му вели дека опозиционите новинари, пазете, опозиционите новинари, ја критикуваат власта. Или опозиционите медиуми. Па кој ќе ја критикува власта? Опозицијата? Вие, ако не му дадете право на медиумот, на новинарот, да ја критикува власта, по дефиниција, заради тоа што троши народни пари, вие убивате помислата за комуникација. Прашањето до власта е колку е таа подготвена да ја слушне критиката и да ја овозможи таа комуникација. Па затоа имате, да речеме, ситуација во која што власта се лути дека ја критикуваат новинарите, ја критикуваат невладините организации, ја критикуваат медиумите други, ја критикува меѓународната заедница. Значи, овие две форми што ги кажувам на комуникација, има и уште една поговорка од давно време, врзана со еден српски цар, кога, односно крал, кога го прашувале како е народот, вели народот пцуе и само коментира, само нешто зборува. И тој само издавал наредби, стегајте, стегајте, стегајте. Така по неколку пати. Оној момент кога му стигнала информација како е народот, тие му рекле, народот молчи. Во тој момент тој бил доволно паметен, реко, попуштате помалку. Значи, оној момент кога народот ќе престане да молчи, тоа е пораката до властодржецот дека работата е сериозна. Мене морам да ви признам дека нешто најтешко што ми е во комуникацијата, во моите дебати е кога ќе се наближи времето за да ја привршам емисијата. Меѓутоа, еве, токму заради тоа сакам да ви напоменам дека имаме уште 5 минути до крајот на дебатата. Па еве тука да им дадеме збор на младите и некако да ја завршиме дебатата. Повели. Вака, ја би сакала да кажам нешто во контекст со образованието што го зборевме и со господја Весна да се служам дека се согласувам со неја дека образованието е поле каде што треба многу да се работи на полето на комуникација. Во контекст на тоа би го спомнала и проектите кои што ги реализира македонскиот модел на Обединети нации, која што е невладина организација, исто како Рубикон, која што се бави со организирање на семинари, конференции, тркалезни маси, работилници, каде што младите се учат за техниките на говорење и комуникација. Значи, тука се учат младите како да го искажат своето мислење без да се плашат дека заради тоа ќе бидат нападнати, како да истражуваат, учиме за толеранција, за човекови права и верувајте дека има многу успех во тоа, поради тоа што тоа е еден долгогодишен проект и кој што дава резултати, односно кај младите веќе се гледа напреток во тоа како размислуваат.
Така би сакала да ја прашам дали мислите дека невладиниот сектор е она поле каде што може да се действува со вакви семинари, со вакви дискусии, да се подобри, да се поттикне свеста кај младите за комуникација. Секако дека невладиниот сектор мора да учествува во тоа. Меѓутоа, да не биде единствениот кој што тоа ќе го прави, затоа што во тоа се тука ќе запре. Значи, сите субјекти мораат да бидат вклучени. Со оглед на тоа дека навистина имаме многу невладини организации кои многу сериозно работат. Навистина е многу добро да сите тие невладини организации во нивните сфери бидат вклучени, па и во оваа сфера во областа на комуникацијата. Ако ние им овозможиме на младите луѓе да научат да комуницираат, понатаму, јас како приврзаник на една теорија на доживотно учење, би им порачала во суштина и на сите останати дека постојано ќе треба да учат да комуницираат. Значи не само младите луѓе преку невладините организации, туку и сите други луѓе, тргнувајќи од децата, од вработените во предучилишни установи, од вработените во училиштата, од секој оној како родител кој што работи на едно работно место, од нивните организации и завршувајќи тамо горе, како што би рекле, во парламентот, значи тамо каде што оние народните пратеници треба да научат како комуницираат. Кога сите ние добро би научиле да комуницираме, без оглед кој колку навлегува во чија сфера, во тој случај само ќе може комуникацијата добро и да се оствари. И еве уште неколку поинти за крај, Владо повели. Прво една мала исправка, малку поголема. Ние сме тесно поврзани, имаме одлична соработка со невладината организација Арт Форум, и тоа беше Роме и Јулија на Арт Форум, а Рубикон и Арт Форум секогаш се тука некаде заедно, работиме во иста програма, сме во иста мрежа. Буквално одиме паралелно, имавме ист почеток, во исто време и се уште заедно соработуваме на сосема иста целна група и со исти методи на работа. Значи да не се свати порешно, тоа не беше наша представа и јас следев представата. Ние не успеавме тогаш за време на фестивалот да обезбедиме учество поради тоа што каснавме со нашата представа, со подготовките. Инаку што многу ми е драго што имаме повратна информација вака од младите. За жал немаме таква повратна информација, фидбек од институциите кој треба да го имплементират она што излегло како позитивен ефект, претпоставувам вашата работа, нели? Дефинитивно, тоа ме радува, туку тоа ми кажува дека имаме уште едно поле каде што треба повеќе да делуваме. Тоа е едукација на граѓаните воопшто, да им се покаже кои се невладините организации, невладиниот сектор, која е нивната функција, зошто тие постојат, и да се оние предрасуди кои што многу луѓе ги имаат према невладините организации, баш заради тоа што никнат секојдневно, да се едноставно расчистат дека навистина невладини организации има секакви, како што има и секакви други институции, различни луѓе. Но сепак тоа е виднина, наша цел да работиме сега со институциите на системот, да воспоставиме двостранна комуникација, бидејќи за сега е неуспешна едностранна. И еве за крај повелете. Вака повторно би се вратил кон она што господинот Димитровски го кажуваше за некоја нарушена комуникација во релација, не знам, политички елити, новинари, политички елити, поширока популација, власт, новинари. Јас би бил малце порадикален и би рекол дека таа комуникација воопшто не постои. Значи проблемот е во тоа што таа не постои. Затоа што доколку го земеме оној најпрост дихотомен модел на комуникација кој што професорката го спомна, значи имаме емитер и реципиент. Тој воопшто не постои. Затоа што кога ги земеме политичките елити, барем во Македонија, ќе видиме дека тие многу љубат да бидат емитери. Меѓутоа кога станува збор за реципиенти, а најповеќе од оние кои што најмногу треба да им упатуваат пораки од најшироката популација, тој однос воопшто го нема. Така да, кога имаме една таква ситуација, политиката несомнено со себе носи авторитет и моќ. Тогаш имаме појава на две ситуации кои што се, би рекол,
најскладни со некои квази-демократски авторитарни режими. А тоа е проблемот на демагогија и посебно популизам. Значи, нашите политички елити, нашите политичари, воопшто нека да спроведуваат својата комуникација преку институциите на системот, да ги спроведуваат своите одлуки. Туку тие чекаат да се обратат кон народот на големи, не знам, би рекол одвратни митинзи, така да сето тоа подкрепено кога ќе видиме дека тие воопшто немаат никакви, не знам, морални и етички норми не следат. Така да несомнено на крај сите тие пораки кои што тие ги праќаат ќе вродат и со агресивност и не знам некои неконтролирани пораки кои што ги праќаат не само кон противниците од другиот табор на политичката елита, туку понекогаш и кон самиот народ. Значи тој е крив за нивниот, не знам, неуспех и за нивните фрустрации. Така да сето тоа на крај мислам нормално е да си преслика и во целото општество. Така да оваа ситуација што имаме не е, мислам, воопшто спорна и не треба многу така да се дига фама. Така. Да, меѓутоа еве ние сепак фамата ја начнавме, видовме дека навистина како и за крај што вие рековте, таа фактичка состојба постои во нашата држава за жал, меѓутоа на среќа како и во сите наши дебати во оваа произлезе дека навистина постојат можни начини на решенија што се надевам дека ќе бидат испочитувани и токму еве вечерва сослушани од компетентните можеби нели и општествени институции кои треба порадикално да преземат нешто на ниво на држава, секако во дослух со невладиниот сектор, затоа што нели тоа е некако најблизок до народот и може би најдобро може да се види што на народот му треба, какви промени. Јас тука би ја завршила дебатата. Ајде, крајот да ви го отстапам вам, повелете. Благодарам. Само кратко, една минута. Добре. Проблемот што го апсолвираме вечерва се состои во тоа за кој зборуваше Миши и за кој Иван до некаде го представи од еден малку по несекојдневен аспект. Немаме проблем во хоризонталната комуникација, имаме проблем во вертикална комуникација кога се настапува од позиција на авторитет. Затоа што авторитетот е тоа, лост, а критичкото и на едната страна авторитетот може да биде лансиран само ако има свој контрапункт. Контрапунктот му е критичкото размислување. Проблемот е што ако тој не може да го издржи критичкото размислување да биде лансиран како таков, може, знаете, да дојде до прекинување на тој лост, до кршење, затоа што абсорбираното критичко мислење може да падне на другата страна и тогаш тој авторитет повторно да не биде реализиран. Мислам дека еднаш се соочивме со таква работа, втор пат не ни е потребно. Да, и што би рекле, еве само за крај, кога може би и царот ќе научи да разговара со просјакот, тогаш би се надминале нели многу проблеми и предрасуди. Јас ви благодарам. Да кажам една реченица. Да. Предложам нешто. Добро би било од кога оваа емисија ќе заврши, ние да седнеме и да ја изгледаме. И тогаш да се видиме од другата страна, да видиме како ние овдека меѓу себе сме комуницирале и дали е тоа или не е постигната целта. Секако. Тоа ќе го сториме во нели терминот кога нашата емисија ќе оди репризно. И еве мене за крај ми преостанува да ви се заблагодарам на сите за учеството во оваа дебата, да се надеваме дека многу пораки ќе стигнат онаму каде што треба и ќе добиеме нели позитивен фидбек. Уште еднаш само да подсетам кои се вечерва беа наши гости. Професор Весна Шопар, комуниколог од Институтот за социолошко-политички и правни истражувања, магистар Славе Младеновски, социолог, магистар Весна Јаневски, Георгиевска, психолог, едукатор, интернационален тренер за критичко мислење и Владо Караев, представник од невладината организација Рубикон и секако поздрав и благодарност до студентите кои вечерва ни ја поуспешија оваа комуникација. Се најдобро, се гледаме во нека друга дебата.